Почитувани гледачи, од денеска започнуваме со новиот серијал на видео колумни кои можете да ги гледате на YouTube каналот на порталот Работник. Серијалот ќе го започнеме со сршта на работните односи, работничките права. Како што стојат моментално работите на пазарот на труд во Македонија, состојбата со почитувањето на работничките права не е нешто многу подобрена. Ова го темелам на фактот дека до Државниот инспекторат за труд во 2024 година биле поднесени над 3000 преставки за прекршување на работничките права. За ова веќе пишував, но важно е да се повтори уште еднаш, бидејќи бројката не е мала, но и поради тоа што реалната бројка на прекршени работнички права е многу поголема. Не секој работник се осудува да пријави, а многу од нив не ни преземаат ништо, туку продолжуваат да трпат. Оти ако дадат отказ, нема да имаат што да стават на трпезата за ручек, особено во ера на превисоки трошоци за сметки и храна, кои тешко се покриваат со две плати во едно пролично 4-члено семејство. Ова е само една од низата причини поради кои се одлучуваат да останат на токсичното работно место. Друга позначајна причина е и покрај тоа што има недостиг на работна сила и се бараат некаде околу 10.000 работници, многу од нив не сакаат да го сменат работното место, затоа што очекуваат дека таму ќе биде исто или полошо. И секако, тука е и стравот од промената и потенцијалната несигурност од самото работно место. Токму поради ова, многу од младите сакаат да се иселат и се иселуваат од државата. Тука морам да бидам искрен до крај. Уште една голема причина поради која остануваат на истите работни места е и немањето на соодветни вештини кои ги изискуваат новите работни места. Како што сум краток во опишаните колумни, така ќе бидам и во овој видео формат. Често знам да ги завршувам на средина, но тоа го правам со цел, а целта е да се остави простор и понатаму да се зборува на овие теми на кои искрено многу малку поединци јавно говорат. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следната недела. Останете во добро здравје.